Локалната самоуправа на Кочани за близу 100% ги зголеми средствата во буџетот наменети за покривање на трошоците за електрична енергија до крајот на оваа година. Парите се обезбедија со ребалансот, за кој согласност даде и Советот на општината на последната седница. Зголемувањето на расходната ставка за оваа намена од првично планираните 13 милиони и 800 илјади денари со ребалансот достигна 27 милиони и 300 илјади денари. За да се обезбедат овие средства, драстично беа намалени капиталните расходи, главно за изградба и одржување на улиците и локалните патишта во општината, а пред се во руралните средини и во ромското маало во Кочани. Градоначалникот Љупчо Папазов на седницата даде свое образложение и видување за потребата за ребаланс и зголемување на ставката за покривање на трошоците за струја. Основната цел како непопуларна мерка за ребаланс на буџетот после изминатите први 3 месеци е можноста за плаќање на сметките за електричната енергија. Ако бевте толку загрижени за граѓаните, ќе мислевте и за висината на сметките кои се плаќаат за електрична енергија. Ние во буџетот за наредната сметка имаме останато само уште 1 милион и 400 илјади денари за да можеме да ги плаќаме своите сметки. Ако не ги поддржите овие промени во развојните промени и на планот на промените во развојните програми и не го поддржите буџетот, нема да можеме да си ги плаќаме сметките. И ќе имаме улици, ќе направиме улици во селата, но нема да имаме осветлување ниту во селата, ниту во градот. И за висината, за бројките, ако сакате неколку аргументи. Зборувавме кога го предлагавме основањето на јавното предпријатие. Дополнителни 10-12 милиони денари ќе бидат потрошени по актуелните цени за надомест на трошоците за осветлување. Ако успееме да го формираме јавното предпријатие кое го планираме и ги намалиме сметките, тогаш средствата кои ќе бидат заштедени ќе бидат наменити токму за овие програми за кои денес бараме корекција и намалување. Средствата што се обезбедија со ребалансот на буџетот се наменети за покривање на трошоците на струја на објектите на локалната самоуправа, на училиштата, библиотеката и другите јавни институции, чиј што основач е општината. По предлог на опозицијската советничка група во Советот, ставката од 1 милион денари за привремени вработувања беше пренаменета за капитални расходи, односно за реализација на дел од планираните проекти за изградба на улици во селските населби. Сдруженијето на даватели на комунални услуги АТКОМ бара средба со представници од владата и од ресорните министерства на која би се нашло заедничко решение за високите сметки за електрична енергија што ги добиваат комуналните предпријатија. Членките на Сдруженијето имаат собствени предлози за намалување на трошоците за струја. При тоа подготвени се да ја произведуваат електричната енергија од собствени капацитети, но потребна им е соодветна финансиска поддршка од државата. Ако оствариме средба со некој од ресорните министерства или имаме побарано средба со вице-премиерот, мислам дека ќе најдеме некое решение за тоа што нашите барања се реално решливи. Ќе ги изнесеме нашите проблеми кои што се во овој момент, со кои што се соочуваме. Решението е во најголем дел поставување на фотонапонски електрични централи. Меѓутоа, додека тоа се случи, бараме да владата не стави во, како што се сега граѓаните, односно да добиваме сметки за струја по повластена цена, да не излезе во пресред дали тоа ќе биде со некоја кредитна линија која на некој догледен период, со некој одреден грейс период, например, ние тоа би можеле да го враќаме за тоа што сметките за струја кои што ќе ги практично анулираме ние со поставување на такви централи, со тие пари би си ги враќале средствата од кредитната линија која што евентуално би ја одобрила владата на Република Македонија. Предлог на комуналните предпријатија кои се членки на Сдруженијето АТКОМ е владата да помогне и за обезбедување простор на кој би се поставиле фотонапонските електрични централи. Ние планираме да поставиме фотоелектрична централа со поголем капацитет. Сега тоа не можеме, немаме толкави кровни површини за да го тоа поставиме, па би требало да поставиме дел и на земјиште.
би требало да владата ја олесни процедурата и околу земјиштето, бидејќи околу трансформација на земјиштето, нели, за да се постават овие фотоелектрични панели, бидејќи тоа ќе користи за наши сопствени потреби. Значи, ние не планираме да од тоа остваруваме некој екстра, не знам каков профит, значи тоа ќе представува само за анулирање на сметките кои што сега ги добиваме за електрична енергија. Ние се уште имаме активен договор до 36-ти, меѓутоа после завршувањето на договорот за снабдување со електрична енергија, според сегашните цени на пазарот кој што се за електрична енергија, практично сметката само за електрична енергија ќе го надминува вкупниот наш месечен приход. Според податоците што дел од членките ги доставиле во Сдруженијето АТКОМ, некои од нив се веќе пред финансиски колапс. Таков е примерот со комуналното предпријатие во Штип, кое само за изминатите 3 месеци добило сметки за електрична енергија во висина од над 600.000 евра. Комуналните предпријатија засега не најавуваат рестрикции во исполнувањето на своите обврски услуги, особено во водоснабдувањето и изнесувањето на сметот. Сепак најавуваат дека ќе се најдат во потешка финансиска состојба ако не се најде брзо заедничко решение за трошоците за струја. Регионалните и локалните радиодифузери продолжуваат со штрајкот што го почнаа пред 10 дена, при што ќе ја прекинуваат програмата со аудио-визуелна содржина, испишана штрајк, на секој реален час по 5 минути и ќе престанат да ги следат настаните од дневно-информативен карактер во регионот во кој емитуваат програма, информираат од Сдруженијето Медиум Објектив. Согласно одлуката на Сдруженијето и известувањето од 16 април до надлежните институции, за почетокот на штрајкот и неговата реализација од 26 април, регионалните и локалните радиодифузери во изминатите 10 дена по половина час во ударен термин ја прекинуваа програмата со аудио-визуелна содржина, во која беше наведено дека изразуваат револт заради игнорантскиот однос кон барањето на Сдруженијето и неговите членки, а испратени и препратени повеќе пати до владата и надлежните институции уште од ноември минатата година. Од владата и надлежните до денеска нема никаков одговор и затоа штрајкот продолжува со втора фаза, односно со прекинување на програмата на секој реален час по 5 минути и непокривање настани од дневно-информативен карактер во локалната заедница во која емитуваат програма, истакнуваат од Медиум Објектив. Во дописот до владата, како што информираат, било побарана дискусија околу актуелната лоша состојба на регионалните и локални радиодифузери и решавање на проблемите, односно владата да донесе одлука со која ќе обезбеди дополнителна финансиска помош од 50% за покривање на трошоците за надоместокот за дозволите за работа за 2022 година. Понатаму се бара и измена и дополнување на членот 102 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со конкретен предлог и измена и дополнување на одредени членови во делот на формулата за плаќање на дозволата за работа, како и во делот на висината на казнените одредби и одредени уредби што и произлегуваат од законската регулатива. Регионалните и локални радиодифузери бараат формирање на фонд за медиуми, со кој би се субвенционирале програмските содржини со регионална и локална тематика, а се заради развој на програмската понуда и стимулирање на демократскиот плурализам во општеството. Од Сдруженијето Медиум Објектив велат дека штрајкот ќе трае се додека владата и надлежните институции не понудат решенија за настанатите проблеми или не создадат услови за преговори. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Кочани упати своја реакција на писмениот допис од СДСМ во врска со намалувањето на финансиските средства за капитални расходи што беа направени на последната седница на Советот. Сведоци сме на едно 5-годишно владење во кое е изгубен компасот за економија, енергетика, здравство и правда. Господа од СДС, престанете да ја дезинформирате јавноста со паушални изјави и насочете си ја енергијата на справување со кризата во која ја воведовте државата. Во време кога трошоците за струја се повисоки за 300% во однос на претходната година, во време кога историјата се продава на големо, во време на здравствена криза, вие без срам критикувате наместо да бидете активни учесници во обновувањето кое предстои. Господа од СДС,
Вие имате свои представници во Советот на општина Кочани и знаете дека за 2021 година беа предвидени 9 милиони 444 илјади денари за трошоци за електрична енергија. Она енергетска криза на која вие бевте маслото на оган да се разгори. Вашата неспособност на централно ниво да ја водите државата и освен секојдневните сопки на градоначалниците ширум државата, вие друго и не работите. Самите сте свесни и запознаени дека истите средства се потрошени во првиот квартал и општината е принудена да изнаоѓа дополнителни парични средства. Со новиот ребаланс на буџетот се предвидени 11 милиони и 600 илјади денари, односно зголемување на истата ставка за оваа сума. Не постои човек во државата што не ја чувствува вашата неспособност преточена во зголемени цени, меѓу другото на скоро сите прехранбени производи, зголемена цена на нафтените деривати и се разбира на електричната енергија. Сведоци сме на една од најголемите енергетски кризи, но ако направиме ретроспектива наназад, ќе видиме дека секогаш во ваше владение се создаваат кризи, за некој друг после вас ги решава. Се вели во писмената реакција на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Кочани. Општинската библиотека Искра беше домаќин и организатор на настан со кој се одбележа 5 мај денот на македонскиот јазик. По тој повод се одржа пригодна програма во која беше направен осврт за значењето на денот, а беа презентирани и делови од одлуките со кои македонскиот литературен јазик станал службен на територијата на државата. Своје излагање за развојот и кодификацијата на јазикот имаше професорката Славица Цветкова. Ученици од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов читаа извадоци од првите писанија и книжевни дела што се издадени на македонски јазик. Во холот на библиотеката е поставена изложба од информативен материјал на кој што се представени документи и записи од сите чекори на кодификацијата на македонскиот литературен јазик, а потоа се информативен материјал е поставен за сите први печатени дела и списанија од кодификацијата, односно после 45-та година, а исто така се поставени и материјали информативни за првиот кодификатор, односно главниот кодификатор на македонскиот литературен јазик Блаже Коневски и за првиот стандардизатор на македонскиот јазик Крсте Петков Мисирков. Исто така во изложбата се поставени и делот книжевниот фонд на јавната општинска установа библиотека Искра од Кочани, а кој што датира, односно неговото објавување датира од 1945 до 1950 година. Во рамки на настанот беа читани и делови од материјалите што се поврзани со кодификацијата на македонскиот литературен јазик, односно азбуката, што било направено со решение на Президиумот на АСНОМ од 5 мај 1945 година. Тогашната комисија за азбука и правопис во дефинитивна форма ги формулирала своите ставови во резолуција што била донесена на 3 мај, а подоцна на 5 мај е усвоена од страна на Народната влада на Федерална Македонија.